Почитувани, добро вечер. Вечерва разговараме со пратеничката од СДСМ Лидија Тасевска. Добро вечер, благодарам што ја прифативте нашата покана за ова гостување. Добро вечер и вам и задоволство ми е што гостувам во вашата емисија. Собранието донесе одлука за самораспуштање во пресред на предвремените парламентарни избори закажани за 12 април. Вие бевте дел од владеачката партија, од пратеничката група на владеачката партија. Така. Како сте задоволни од она што се реализираше во овој изминат мандат? Така. Пратеничкиот состав на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата во собранието на Република Северна Македонија последниве 3 години работеше посветено и беа донесени херојски историски одлуки со кои што се трасираше напредокот и успехот на нашата земја. Морам да кажам дека се затворија отворените децениски прашања и се донесува закони кои што се многу важни за напредокот на земјата. Ќе го спомнам законот за заштита од дискриминација, кој што е многу добар пример како се донесува закон во соработка со невладиниот сектор. Потоа, тука е законот за спречување на корупција и судирот на интереси, закон кој што е сосема нов и кој што навистина представува многу важен во борбата против корупцијата, која што знаеме дека е проблем на многу европски земји. Имаме сосема нов состав на Државната комисија за спречување на корупцијата, кој што исто така е важно во борбата против корупцијата. Беа донесени закони за реформа во безбедносниот систем со цел да се зголеми ефикасноста на безбедносните структури, затоа што тие се многу важен систем во нашата земја, а од друга страна со тоа се заштитуваат и граѓаните, бидејќи знаеме дека во изминатиот период имаше масовно прислушување со што беа прекршувани човековите права и воопшто правата на граѓаните. Беше донесен закон за оперативно-техничката агенција, закон за Агенцијата за национална безбедност, потоа законот за јазиците. Со еден збор речено, закони кои што го гарантираат напредокот на земјата и закони кои што беа суштествени за да може да го подобриме квалитетот на животот на нашите граѓани. Пред да се распушти собранието, меѓу другите го донеси законот за јавно обвинителство, за кој долго време се преговараше. Истиот закон не беше поддржан од ВМРО-ДПМН. На самото гласање имаше и поништување на гласањето, па опозицијата обвини за кршење на процедурата, меѓутоа од вашата партија излегува со став дека законот гарантира независен правосуден систем и дека државата чекори кон правда. Во право сте, законот за јавно обвинителство долго време ја бранува македонската јавност и начинот пред самото распуштање овој закон беше донесен. Закон кој што е многу важен, закон за кој што ние како владеачка партија со ВМРО-ДПМН преговаравме речиси цела година, меѓутоа нивните барања во многу аспекти беа апсурдни и токму затоа преговорите многу често завршува во ќорсокак, односно не дадоа никакво решение. Факт е дека овој закон е на некој начин услов за отворање на пристапните преговори со Европската Унија, закон кој што ќе ни обезбеди да бидеме вистинска правна држава како што треба. Знаете, правдата во многу сегменти од нашето живење се сваќа, па би рекла малку и погрешно. Правдата е систем. Систем кој што ние овие 3 години во собранието го поправавме и кој што конечно го заокруживме со законот за јавно обвинителство. Овој закон овозможува системот да се стави на вистински темели, за да веќе политиката и политичарите не ги бираат јавните обвинители, затоа што тоа е навистина спротивно на сето она кое што во една правна држава треба да постои. Законот за јавно обвинителство ги обезбедува правна разрешница на сите предмети од специјалното јавно обвинителство и законот за јавно обвинителство едноставно значи дека ќе има правда за сите. Тоа е мото со кое ние во 2016 година се боревме, со кое што дојдовме на власт и кое што ни е многу важно, затоа што тоа е нашето ветување пред граѓаните. Ние со овој закон може да речам слободно дека тој процес го заокружуваме. Значи, во законот нема скриена амнестија за никого. Нема амнестија ни за стари, ни за нови случаи. Едноставно, секој кој што го прекршил законот ќе мора да се соочи со одговорноста и ќе мора да одговара согласно законската регулатива во нашата земја. Од друга страна, не сме да се заборави фактот дека вината
ќе се докажува низ фер, транспарентна постапка која што ќе биде на некој начин со докази, каде што нормално дека ако нема докази дека нели ќе има и ослободување. Меѓутоа ние сме свесни дека во поранешната власт имавме многу високи функционери кои што беа обвинети, а кои што за жал се уште не дочекавме правна разрешница на тие предмети. Во текста и вие и јавноста колку пати рочиштата беа одложувани за некои сосема споредни работи и така натаму, а тоа навистина не е она кое што нам ни треба. Ние влегуваме во семејството на европските, напредни, развиени земји, ние мораме едноставно правдата да ја донесеме и да биде достапна за сите. Бидејќи тоа од нас граѓаните го бараат и ние сме должни тоа да го испорачаме. Токму затоа, може да кажам дека партијата која што е во опозиција едноставно не сакаше овој закон да биде донесен, бидејќи знаеше дека тој закон ќе значи одговорност на многу нивни високи функционери. Нормално, јас не сакам да преюдицирам, можеби низ некаква постапка која што ќе биде водена, ќе се докаже и нечија невинност, нели тоа никој не може да го знае однапред, но факт е дека, како што реков и пред малку, сите предмети од специјалното јавно обвинителство едноставно треба да имаат своја разрешница. Токму затоа ни беше важен овој закон и токму затоа може да кажам дека имаше голем интерес од јавноста, затоа имаше и јавна расправа во Собранието на Република Северна Македонија, многу експерти, многу професори од правниот факултет си го кажа својот збор. Законот е работен со помош, зад него стоят и представниците од Американската амбасада, представниците од Европската унија. Со еден збор речено, тоа е закон каков што ние мораме едноставно да испорачаме како земја, кандидат за почеток на преговорите со Европската унија. Собранието неодамна го усвои протоколот за членство на државата во НАТО. Пред собранието по гласањето беше поставено и знамето на НАТО. Така. Тоа беше навистина многу убав и многу свечен чин. Еден момент кој што навистина вреди да се доживее, бидејќи гласањето за протоколот за НАТО е фактички еден документ кој што има досега во историјата најголемо значење, документ со најважно меѓународно значење. Знаеме дека НАТО не представува само највисок и најдобар безбедносен сојуз, туку тоа представува стабилност на земјата, едноставно представува можност за нови работни места, за нови пазари, за посигурни инвестиции. Едноставно, НАТО сојузот представува стратешка цел на нашата партија и ние знаеме дека и најголем дел од нашите граѓани се изјаснуваат за прифаќање, односно да бидеме членка на НАТО сојузот. Како што знаете, се очекува во наредниот период и тоа многу скоро Република Шпанија да биде последната која што ќе го ратификува договорот за протоколот со НАТО и со тоа фактички ние официјално да станеме 30-та земја членка на НАТО. Велиме символично дека јарболот пред Брисел е подготвен да биде развејано македонското знаме и тоа мислам дека ќе биде гордост за сите нас, затоа што, како што реков, стратешка цел и многу генерации пред нас, и пратеници, но и граѓани, функционери едноставно се бореле и дале свој придонес ова сега да се заокружи со една ваква ратификација. Според вас, што е најголемото достигнување на оваа власт, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија? Знаете, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија заедно со коалицијата 2,5 години е на власт. Тоа е нецел мандат и ние можеме навистина со горда глава да застанеме пред граѓаните, пред членството и да кажеме дека за овие 2,5 години навистина направивме многу. Направивме во секој сегмент од општественото живење. Предходните закони кои што ги спомнав, заедно со ратификацијата на НАТО на предходното ваше прашање, е фактички спаѓа во делот на нашата меѓународна, односно надворешна политика, каде што имаме успеси кои што се признаени од сите светски европски лидери. Пред малку во првото ваше прашање може би изумив да кажам сега и тука и погоден простор дека американската амбасадорка во Република Македонија, господјата Кейт Брнс, неодамна рече дека овој девети парламентарен состав навистина многу револуционерно ја исполни реформската агенда која што им беше ставена и со тоа навистина дека донесоа храбри одлуки.
Во тој контекст сакам да кажам дека она сето што го направивме на надворешен план е признаено и потврдено. Затоа што долго време од Балканот, односно од нашата земја, немало добри вести, така да се рече. Последниве 2,5 години покажавме дека и од нашиот регион, од нашата земја конкретно може да има добри вести. Балканот низ историјата секогаш правел повеќе проблеми отколку што давал решенија. Се обидовме како владеачка гарнитура проблемите да ги затвораме и да понудиме решенија, зашто само така можеме да чекориме напред. Да се вратам конкретно на вашето прашање, да речеме една од мерките со кои што сигурно дека се гордееме е покачувањето на минималната плата, која во моментот е највисока минимална плата во регионот. Кога дојдовме на власт 2017 година, минималната плата беше речиси 10.800 денари, од кои што во чевларската и кожарската индустрија таа беше едва и 9.000 денари. Од тогаш 2 пати минималната плата ја покачивме, еднаш на 12.700 денари и сега таа изнесува 14.500 денари. Тоа е навистина, како што реков, успех, затоа што покачувањето на минималната плата од друга страна е отвора спиралата за покачување на платите на останатите вработени кои што не земаат минимална плата, со што автоматски се зголемува квалитетот, но и стандардот на нашите граѓани. Тоа беше наше предизборно ветување 2016 година во столбот парите кај граѓаните, со што навистина успеавме да докажеме дека тоа е можно и дека тоа е реално остварливо, само ако се работи посветено, домаќински, транспарентно и со една колективна визија и цел која што нашето раководство и ние самите пред нас ја имавме. Задоволни ли сте од мерките кои што ги презеде владата за подобрување на животот на граѓаните во областа на економијата, здравството, образованието и слично? За да одговорам на прашањето најконкретно, морам да се навртам малку наназад. Кога во 2017 година формиравме влада во јуни и ја презедовме власта, имаше многу неправилности кои што требаше да ги отстраниме. Имаше многу долгови кои што требаше да ги вратиме, едноставно државата, институциите да ги доведеме, што велиме ние, во нормала. Бруто домашниот производ во 2017 година го затекнавме со минус 1,8%, за да тој во последните квартали 4 изнесува 3,5%. Тоа е навистина успех кој што го направивме, кој што покажува дека ова влада навистина работи посветено. Ја намаливме невработеноста за 17,1%. Во сите сектори платите се зголемени, почнувајќи од јануари, но и претходно 2 пати по 5%. Во образованието, во здравството, во одбраната, во сферата на социјалната заштита, во сферата на детската заштита, во полицијата. Едноставно нема сектор, нема поле во општеството каде што платите не се зголемени за минимум 20%, што значи дека ветувањето кое што го дадовме и го даваме едноставно беше исполнето. Од друга страна морам да споменам дека направивме и многу мерки со цел подобрување на животот и на оние кои што екзистираат на пример од земјоделие. Имавме многу проекти во сферата на земјоделството. Проектот Зелена нафта, проектот Млад земјоделец, каде што имавме грант од 10.000 евра, неповратен грант за младите земјоделци. Таа сума денеска е зголемена на 20.000 евра, што значи дека посветено работиме и на полето на земјоделството со цел откупните цени исто така да бидат повисоки, за да ги стимулираме земјоделците да работат повеќе. Во таа насока сакам да споменам дека од 1 јануари нашите почитувани сограѓани кои што се во пензија добиваат 722 денари повисока пензија. Тоа се вкупно 324.000 пензионери на територијата на нашата држава, со тоа што пензиите ќе растат до 900 денари до крајот на годината, согласно трошоците на живот. Не смееме да ги забораваме и стечајните работници. Значи, законот за материјално обештетување на стечајните работници беше неколку пати менуван со цел што поголем број на наши работници да добијат месечен надоместок до нивното пензионирање. И денеска можеме да кажеме со гордост дека таа бројка изнесува 12.000 стечени работници кои што добиваат надоместок од 8.200 денари месечно до нивното пензионирање. Значи дека неправдата која што им беше нанесена, ние ја исправивме и исто така тоа беше наше ветување. Со еден збор кажано, направивме доста, направивме многу реформи, значи внатре,
Да спомнам дека и социјално ранливите категории не ги заборавивме. Ја покачивме социјалната помош за 300%. Денеска 27.700 приматели имаме само на детски додаток, 800.500 на образовен додаток. Тоа значи дека и оние дечиња кои што потекнуваат од семејства, кои што имаат минимални или помали примања, едноставно ние обезбедивме да имаат и старт како нивните врсници. Опозицијата критикува дека била намалена реализацијата на капиталните инвестиции. Како сте задоволни вие од ова поле? Видете, опозицијата на некој начин критикува затоа што ги нема реалните факти пред нив и затоа што едноставно не сака да ги признае фактите кои што се. Јас ќе ви кажам дека едноставно поимот капитални инвестиции многу често се злоупотребува. Тоа не се само бројки, туку тоа е додадена вредност која што нашите граѓани можат да ја искористат за да се подобри квалитетот на нивниот живот. Јас можам само да кажам дека за 2,5 години направивме повеќе отколку што направи ВМРО ДПМН за 11 години. Тоа ќе го илустрирам со неколку факти. За 2,5 години се изградени 400 километри канализации и водоводи. Мора да признаеме дека тоа е суштествен, насушна потреба на сите наши граѓани, посебно за оние што живеат во руралните средини. Тие со децении беа заборавени и ние сега тоа го исправаме. Понатаму, нема пат во нашата земја кој што не е рехабилитиран, обновен или во фаза на изградба. Разговараме за повеќе километри патишта, 750 километри патишта кои што беа рехабилитирани или обновени. Го затекнавме проектот автопатот Миладиновци-Штип во една состојба која што беше едноставно неможно така да функционира. Моравме да ги поправиме неправилностите. Што значи дека многу вложивме во капиталните инвестиции, многу вложивме во инфраструктурата и затоа со право може да кажеме дека и на тоа поле можеме да бидеме задоволни затоа што се направија многу работи кои што ни даваат право да бидеме задоволни. Во однос на другите работи да спомнам дека на пример 40 полициски станици на територијата на Република Северна Македонија беа изградени или пак беа реновирани. Тоа исто така подобрување на условите за работа на работниците кои што работат во овој сектор, односно во оваа дејност. Со тоа е со еден збор речено работиме на секое поле со цел да биде подобрен животот на граѓаните. Презедовте ли доволно мерки за да ги стимулирате младите, но и повозрастните кои што семејно се оцелија од државата да се вратат назад? Знаете, проблемот на иселувањето навистина е горлив проблем за нашата земја, но и за многу други земји во нашето обкружување, па би рекла нели и за поразвиените европски држави. Факт е дека одлуката за иселување на еден млад човек или пак на цело семејство не е одлука што се донесува од денеска за утре, туку тоа е одлука која што многу често зрее, што би рекле, и кога веќе ќе биде донесена, едноставно е факт кој што сигурно дека бил резултат на едни лоши економски политики кои што биле во минатото. Ние се трудиме со доста законски решенија да го подобриме квалитетот на животот и на младите, едноставно со тие законски решенија да ги упатиме иднината да ја градат и да ја гледаат во земјата во која што се родени, во која што се образувале. Во тоа насока би сакала да го споменам Законот за младински додаток, кој што обезбедува 3000 денари месечно за сите млади до 23 годишна возраст, кои што се вклучени во производните дејности, кои што се вклучени во земјоделството, кои што се самовработени или пак се ангажирани преку некоја приватна агенција. Овој закон за младински додаток има фактички повеќе стран ефект. Тоа од една страна ги прави многу стручни, квалификуваните млади луѓе, затоа што пазарот на трудот има потреба од квалификувана работна сила. Од друга страна, им помагаме на самите работодавачи да најдат работници за соодветни занимања кои што им се потребни, а од друга страна, како што спомнав и предмалку, ги стимулираме младите со овие пари да останат тука и својата иднина да ја градат овде. Исто така, непосредно пред да се самораспуштиме, донесовме закон доста важен, кој што на некој начин е потеркот на многу европски земји, а тоа е закон за субвенциониран студентски оброк, кој што возможува 2400 денари месечно за оброк да имаат студентите на додипломски студии на сите приватни државни универзитети во земјата, со што на некој начин помагаме и го леснуваме исто така и домашниот буџет, за да нели повеќе остане простор за самите студенти. Реално за овој период можеше ли да се направи уште нешто повеќе?
Дали имаше грешки, дали ги признавате и слично? Знаете што, постои она максима дека во секоја работа која што ја работите и во секоја професија секогаш може повеќе и секогаш може подобро. Би биле нереални тоа да не го кажеме, но од друга страна сите овие работи што ги спомнав не може да се занемарат. Направивме максимум, направивме сето она кое што ни беше на располагање, кое што можевме да го направиме. Сигурно дека секоја власт повремено може би прави грешки, ние сме свесни за нив, но затоа чекаме да завршат изборите и после 12 април, кога нели со оптимизам се го очекувам фрањето на владата повторно предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, да се осврнеме, да видиме дали, каде и колку сме сгрешили за да бидеме подобри во иднина уште повеќе. Проектот Мој ДДВ навистина предизвика внимание кај граѓаните. Според вас придонесе ли за намалување на сузбивање на сивата економија? Така, проектот Мој ДДВ беше наше предизборно ветување, кое што ние го реализиравме. На почетокот имаше доста обструкции, доста сомнеш како тоа ќе изгледа, дали ќе функционира, дали граѓаните ќе имаат едноставно енергија, волја и желба да скенираат сметки, па некои едноставно се обидуваат да го минимизираат проектот и мерката и така натаму. Сите тие почетни, да кажам, сомнежи ги надминавме и денеска навистина мислам дека со задоволство меѓу граѓаните се зборува за оваа мерка. Во моментот на трансакцијските сметки на нашите сограѓани може да видат дека повтор пат им се враќа повратот на ДДВ, што значи дека тоа представува повторно дополнителен стимул во нивниот семеен буџет и дополнително враќање на парите од ДДВ. Знаете, никогаш досега во историјата на нашата земја не се случило државата да дава ваков поврат нели за нешто што ние секојдневно го трошиме. На секојдневни работи, прехранбени продукти, мебел, гардероба и така натаму, што значи дека навистина оваа мерка ги дава резултатите за кои што и беше наменета, а од друга страна, како што реков, дека се трга оној превес, она можеби лоша слика која што постоеше за УЈП, нели, како можеби институција која што служи за работи кои што не се убави, туку напротив, таа е во служба на граѓаните, таа е заради граѓаните и едноставно граѓаните и управата за јавни приходи заедно се во борба против сивата економија. Знаете дека од таа борба сите добива државата, добиваат поединците, затоа што на тој начин се полни буџетот, а полн буџет значи насочување на пари на вистинските места, на нови работни места, на инвестиции и на подобар живот едноставно на сите категории на граѓани. Успеа ли СДСМ да му се одолжи на некој начин на Куманово? Доволно ли беше она што се реализираше овој изминат период според вас? Така, ова исто така многу интересно прашање. Посебно мене ми е драго кога вака ќе ме прашаат за Куманово, токму затоа што во парламентот го представувам Куманово од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и многу често претседателот Заев говореше дека на Куманово ќе се раздолжиме, ќе се одолжиме и така натаму. Факт е дека Куманово, заборавен од претходната власт, овие 2,5 години навистина го доби заслуженото место. Јас ќе споменам само неколку мерки, неколку одлуки на владата кои што се во интерес на Куманово и на самите кумановчани. Значи, владата со одлука одобри околу 600.000 евра за реконструкција на спортската сала и на Соколаната. Претходно овие два објекта им беа вратени на општина Куманово. Знам дека градежните активности околу реконструкцијата на двата објекта ќе почнат некаде крајот на мај, почетокот на јуни, нели, затоа што во изработка се проекти за нивна комплетна реконструкција. Понатаму, владата донесе одлука за гасификација на општата болница Куманово и на полициската станица во Куманово. Имам контакти со претпоставените од овие две институции и знам дека сите потребни проекти се направени се урбанистичките согласности кои што требаше да ги добие општата болница за да добие гасификација. Значи се чека дозвола за изградба на гасната котларница, потоа Министерството за здравство ќе распише тендер и процесот на гасификација би требало да заврши за неколку месеци на општо задоволство и на вработените, но и на сите сограѓани наши кои што живеат во Куманово. Исто така во процедура
е и гасификација на полициската станица и ова одлука за овие две установи навистина е многу важна. Освен што тоа значи директно борба против аерозагадувањето, значи подобри услови за вработените, па нели и за пациентите, за сите оние граѓани кои што добиваат услуги од овие установи. Во тие рамки треба да се спомене одлуката на владата за реконструкција на Народниот театар, кој што нели знаеме работи во состав на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев. И тука су во текст со работите кои што ќе се одвиваат, значи реконструкција на театарот ќе започне за месец-два. Таа реконструкција ќе се одвива во неколку фази, затоа што се работи навистина за голем објект и Куманово по толку години ќе добие објект каков што навистина заслужува. Во овие рамки сакам да кажам нешто што честопати е испомнувано, дека сите регионални патишта кои што гравитираат кон Куманово се рехабилитирани и обновени. Тоа се патишта во должина од над 112 километри, кои што беа заборавени 40 години. Тоа е многу долг период кој што сам по себе зборува дека Куманово, како што спомнав пред малку, за жал многу пати беше одминувано од капиталните проекти инвестиции, што не е случај за овие 2,5 години. Се работи за патните правци Куманово-Опаје, Куманово-Никуштак, Младонагоричане-Пелинце, Ропајце-Липково-Матејче и патот Куманово-Опаје. Со еден збор кажано, тоа се тие патишта кои што се важни, кои што го леснуваат животот на нашите сограѓани, нели, кои патуваат, но и за оние наши, нели, граѓани од другите градови кои што доаѓаат и имаат потреба во нашиот град да престојуваат. Вашата партија најави дека на предстојните избори ќе настапи со дека се бори за родова еднаквост и дека на предстојните избори еднаков простор ќе имаат и мажите и жените. Доаѓа ли според вас времето на жените во политиката? Така, многу убаво прашање на кое што задоволство ќе одговорам. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија секогаш била државнотворна и прогресивна партија. Партија која што секогаш гледала напред, нели, со самиот наш концепт едно општество за сите. И ова е уште еден дополнителен елемент за да кажеме дека е прогресивна партија. Веќе во извршниот одбор на партијата, кој што е највисок орган, имаме повеќе жени отколку мажи. Потоа најавата на претседателот Заев дека ќе отстапи 50% учество на жените на пратеничките листи, исто така значи дека се враќа на некој начин она кое што ние го заговараме и она ние како жени за кое што многу често се боревме, а тоа беше рамноправно учество на жените во политиката. Во тој контекст сакам да кажам дека ние како партија едноставно и во собранието го изгласавме законот за заштита од дискриминација, кој што забранува дискриминација по секаква основа. Изгласавме нов закон за абортус, кој што едноставно им овозможува на жените да одлучуваат за своето тело, за своето репродуктивно здравје, онака како што доликува на 21. век. Едноставно го враќаме вистинското достоинствено место на жената, затоа што знаеме дека таа е столб на семејството и како што е столб на семејството, таа може исто така еднакво да ги поднесува сите оние одговорности и сите оние задачи кои се стојат пред неа и во општеството, односно во партиските органи. Започнаа партиските активности, веќе присуствувате на отворање на штабови и слично, меѓу граѓаните сте на терен. Какво е нивното размислување, кои се забелешките, пофалбите и слично? Така, граѓаните ни даваат поддршка. Ние сме партија која што секогаш била со граѓаните, блиско до граѓаните, која што ги слуша нивните потреби. Јас во едно претходно интервју реков дека ние преку летото организиравме 600 малски средби во урбани и рурални средини. Имавме трибини на прав пат во сите поголеми општински организации во државата. Во моментот се подготвуваме интензивно за изборната кампања која што ќе стартува за месец дена, ги слушаме потребите на граѓаните. Тие потреби веќе се вградени во нашата изборна програма која што ние подоцна ќе ја пред граѓаните представиме официјално онака како што треба, а во таа програма ќе бидат сигурно застапени сите нивни проблеми. Знаете, граѓаните го заслужуваат местото, вистинското место, да бидат центар на сето оно што ќе се случува во партијата и ние на тоа навистина сме многу свесни и затоа и посветуваме достоинствено место. Ќе ве видиме ли повторно на пратеничка листа? Имате ли амбиции? Во јавноста кружат неколку имиња?
Знаете што, ние сме голема општинска организација, не голема општинска организација на социјалдемократскиот сојуз во нашата земја. Имаме силни активисти кои што се докажани и не е чудно и во јавноста да кружат повеќе имиња и на мажи, на жени кои што можат, кои што треба и кои што би сакале да бидат на претеничката листа, да се биде пратеник е огромна чест, огромна одговорност и навистина нешто кое што мислам дека секој активист би го посакувал. Во таа насока партиските органи ќе си ја дадат конечната одлука кои се оние луѓе кои што заслужуваат да бидат на тоа место и кои се оние луѓе кои што навистина ќе ја оправдаат партиската доверба. И што очекувате од изборите на 12 април? На 12 април очекувам победа на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, очекувам дека ќе формираме влада и овој мој оптимизам и овој одговор на вашето прашање не е туку така даден, туку се базира на една реална основа, затоа што како резиме на сите одговори кои што ги дадов на вашите прашања, одговорот е сосема јасен. Ние на овие избори влегуваме како фаворити, има со што да се пофалиме, има на што да сме горди, има со што да излеземе пред граѓаните, бидејќи навистина направивме многу, направивме се она кое што го ветивме и се она кое што граѓаните го очекуваа пред нас, од нас. Донесовме многу одлуки, храбри потези повлековме и мислам дека граѓаните тоа ќе го наградат со доверба како што доликува. Ви благодарам. Благодарам и вам. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на Телевизија Плюс.